Законодавниот дом остана покус за двајца пратеници. На денешната редовна седница, без дискусија и без изјаснување, беа констатирани оставките на пратениците Никола Груевски и Павле Богоевски. Оставката на Никола Груевски беше испратена минатата недела преку нотар од Будимпешта, каде екс-премиерот доби политички азил. Оставката беше прифатена и од пратениците на СДСМ, иако претходно тврдеа дека тој ќе мора лично да ја образложи пред парламентот. Одлуката за одземање на мандатот на Груевски беше донесена на матичната комисија кон крајот на мај, а за да се усвои на власта и беше потребен гласот на 80 пратеници, бројка што беше неизвестно дали ќе се обезбеди. Таа денеска беше повлечена од дневен ред како безпредметна. Груевски оставка најави на 1 јуни преку социјалната мрежа Facebook. Тој тогаш напиша дека со овој чин сака да ги поштеди пратениците на ВМРО ДПМН од било какви непријатности и притисоци. Иако правото, уставот и меѓународните документи се на моја страна, јас нема да дозволам нашата партија и пратеници заради мене и мојот мандат да бидат изложени на какви било притисоци, на лажна пропаганда, на непријатности и на медиумски лич од страна на власта и незините апологети. На местото на Груевски во парламентот ќе седне Ѓоко Камчев. Тој беше следниот од листата на ВМРО ДПМН во 4-та изборна единица на парламентарните избори од 2016-та. Собранието денеска ја прифати и оставката на независниот пратеник Павле Богоевски, кој делуваше во состав на пратеничката група на СДСМ. Богоевски дека ќе се повлече од пратеничката фотелја најави уште пред 1 месец, но оставката до собраниските служби ја доставил предпладнево. Се враќам на редната вредност, се враќам на активистичката арена и во секој случај не планирам да бидам молчалив во идните предизвици со кои што ќе се соочи нашата држава, а ќе ги има така. А панажа ќе побарате? Се уште размислувам за тоа. Уште немам донесена одлука, ќе бидете известени благовремено за мојот став. Оставката на Богоевски доаѓа под притисок на јавноста, откако на интернет се појави аудио снимка, на која се слуша како пратеникот нарачува недозволени психотропни супстанци преку телефон. Тој потврди дека снимениот глас е негов, но се правдаше оти не нарачувал кокаин, туку масло од канабис. Опозицијата тогаш го обвини дека го крши етичкиот кодекс и дека е недостоен за вршење на пратеничката функција. На местото на Богоевски во собранието ќе седне Александар Филиповски, кадар на СДСМ од општинската организација во Аеродром.